Ова се настаните за денес. Охриѓанката Харитина Сакова дел од македонскиот тим кој работи на конструкција на болид за формула. Повторно одложено судењето за случајот против адвокатот Тони Менкиновски. Регионалниот центар за средно стручно образование Ванчо Питошевски од Охрид ќе биде домаќин на 11-тиот меѓународен надпревар Гатус 2023. Стоп за дискриминација на лицата со попреченост. Завршна конференција на Порака Нова. Далеку е примирието во Нагорно Карабах. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес претежно сончево со локална облачност, ветровито и свежо време со максимална температура од 23 степени Целзиусови во текот на ноќта кон среда, ветро со локална облачност и свежо. Утре над Европа сончево со локална облачност и надпросечно топло на британските острови, Скандинавија и на југ од Балканскиот полуостров, умерено облачно и нестабилно со дожд и ветер. На Балканскиот полуостров во среда претежно сончево со локална облачност, ветровито и топло со температури над повеќегодишниот просек за овој период од годината. На југ од Грција дожд, минималните температури од 22 до 29 степени на Балканот. Во Македонија во среда свежо утро, утринските температури од 8 до 17. Времето во текот на денот сончево со локална облачност и топло со северен и североисточен ветер, максималните дневни температури од 20 до 29. Во Охрид во среда свежо утро. Времето претежно сончево со локална облачност и топло. Минималната 13, дневната 22, а во четврток времето со утринска температура од 11, во текот на денот сончево со локална облачност и топло. Максималната 23. Идентично време и во сабота, сончево, топло со локална облачност и со максимална дневна температура повторно до 23. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Правни субјекти, исполнете ги вашите законски обврски од областа на безбедноста и здравје при работа со наша помош. Превентива инженеринг село Оровник. Вршиме прегледи и испитувања на работната средина и опрема, мерење на заштитното заземјување на електричната инсталација во објектот, обука за безбедност и здравје при работа на вработените лица, испитување на физичките штетности, микроклимата и осветленоста во работните простории. Изготвуваме изјава за безбедност согласно Законот за безбедност и здравје при работа. Единствени сме во регионот. Брзо, точно, навремено и по најниски цени. Превентива инженеринг село Оровник. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените.
Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домакин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Охриѓанката Харитина Сакова, дел од македонскиот тим кој работи на конструкција на болид за формула, се надеваат дека со нивната креација ќе се надпреваруваат на глобалниот надпревар Формула Студент. Силверстон пак е нивната идеална дестинација каде сакаат да го презентираат нивниот болид. Кога тимот млади и амбициозни студенти, буквално од парчиња метал, малку електроника, по некој цилиндар и некоја гума ќе ви направат функционален болид за формула и ќе ве убедат дека треба да ги поддржите во нивните идеи, замисла, труд и реализација, тогаш треба како општество сериозно да се замислиме како овие сериозни умови да ги задржиме дома. Во конкуренција од 600 во универзитети буквално од целиот свет и името на УКИМ во трка да биде еден од учесниците на глобалниот надпревар Формула Студент. Охриѓанката Харитина Сакова е дел од токму од тој тим на млади идни инженери и вели дека без професорите, асистентите и нивниот факултет воопшто ништо од ова не би било возможно. Најголемиот дел од тестирањата на прототипот на кој работат се правени на факултетот, на техничкиот кампус и во лабораториите кои им се на располагање. Но во иднина ќе ни биде потребна помош и од спонзори и фирми за да се надополнат испитувањата на болидот, објаснува Сакова. Најголем предизвик мислам дека искрено ни беше да стигнеме до каде што сме стигнати и да ги убедиме сите дека овој проект може да биде успешен во Македонија. Така што мислам дека најтежок дел е финансискиот дел, машинскиот дел и електрониката што го работи ФЕИТ. Тоа може да се научи, може да се разгледа, може да се постигне, меѓутоа да ги убедиме луѓето зошто треба да не поддржуваат, тоа беше најголемиот предизвик според мене. Покрај Харитина, тим лидерот Димитар Алжуровски и Маријан Трајков од ФЕИТ, уште 15 студенти работат на овој проект. Максималната брзина која болидот може да ја развие 120 км на час, но тоа не е суштината. Неговите перформанси на кривините, аеродинамичноста, системот за подпирање, шасијата, безбедноста за управувачот, тоа е тоа што бара многу работа, објаснува Сакова. Сакате поголема брзина, ќе ставите едноставно посилен мотор, додава таа. Студентска верзија на формула тип на возило, во која што влегува и аеродинамични пресметки и перформанси на моторот и тежина да се запази на се, на оклопот, на сите делови и компоненти, меѓутоа сепак е ограничена брзината, ограничено е колку можат тие перформанси да бидат сепак за да е на некој студентско ниво. Професорот Даме Димитровски, кој што ни е координатор на целиот проект, тој навистина и неговата лабораторија ја користиме, таму е сите делови до сега што ги имаме со автомобилот се таму.
Сакова тврди дека има квалитетен кадар на нашите универзитети, квалитетни и амбициозни студенти и самата идеја е да се создаваат производи од наши луѓе за нас. Доколку се заврши успешно финансиската конструкција, Силверстоун е нивната идеална дестинација каде сакаат да го презентираат нивниот болид. Но доколку не успеат во тоа, Хрватска е речиси сигурната дестинација за промоција. И денес повеќе прекини во снабдувањето со електрична енергија во Охрид и Струга поради невремето кое синоќа го зафати нашиот регион. И вчера во неколку наврати поради невремето проследено со силни врнежи од дожд и грмежи имаше прекини во снабдувањето со електрична енергија. Од ЕВН за ТВМ информираа дека на подрачјето на Охрид и Струга настанале дефекти на неколку трафостаници и дека екипите на електродистрибуција веднаш излегле на терен за отстранување на истите и за нормализирање на состојбата. Инаку според податоците на Управата за хидрометеоролошки работи, во текот на изминатите 24 часа најмногу дожд наврна во Охрид и тоа 56 литри на метар квадратен. Се одложи судењето против адвокатот Тони Менкиновски, кој се товари дека го нарушил јавниот ред и мир, истакнувајќи го знамето со сонцето на Кутлеш. Менкиновски вели дека подносителите на обвинението веќе трет пат не доаѓаат на судењата, па според правото треба да се донесе ослободителна пресуда. Како и предходните рочишта, обвинетиот јутрово доби поддршка од група граѓани со знамиња развиорени пред судот. Во Охридскиот суд се одложи судењето за случајот против адвокатот Тони Менкиновски, кој се товари дека го нарушил јавниот ред и мир затоа што на празникот водици во Охрид кај Долна Порта го истакнал знамето со сонцето на Кутлеш. Судијата Милчо Клишевски од вчера бил на боледување, па претресот се одложи на неопределено. Менкиновски вели дека подносителите на обвинението веќе трет пат не доаѓаат на судењата, па според правото треба да се подонесе ослободителна пресуда. Воопшто никој не се појавува на судењата, значи кој го поднел обвинението. Значи треба тие луѓе воопшто не доаѓаат три пати. Доколку имаат довлес, можеа да го пренасрочат предметот да го земи друг судија, него сега е целта да се калкулира со овој предмет, да не се будат страстите кај македонците, значи им е страв, очигледно им е страв, бидејќи не знаат како да се справат со овој предмет. Од една страна сакаат да ме осудат, не сакаат да донесат ослободителна пресуда, според правото треба да донесат ослободителна пресуда, бидејќи тој што го иницирал го нема да се појави и да образложи во судницата. Пред судот и овој пат, како и на сите досегашни рочишта, група граѓани со развиорени знамења му дадоа поддршка на Менкиновски. Им порачаа на македонските власти дека никогаш нема да се откажат од знамето на Кутлешт и тоа ќе остане за секогаш национален символ кој ќе ја представува државата. Уште еднош се срамиме што власта превзеде ваков непопуларен потек, да еден патриот македонски кој што и брани македонските интереси да биде изложен на судење за бранење на своите национални интереси. Ако имавме правна држава, ќе имавме и држава. Ова све е замислено политички и наместено. Каде ни е германецот што го вееше албанското знаме? На претходното рочиште Менкиновски во одбраната кажа дека не се чувствува виновен, бидејќи со истакнувањето на знамето на Кутлеш не прекршил ниту еден закон и ниту еден меѓународен договор. Менкиновски има уште една пријава за истакнување на сонцето од Кутлеш во знак на поддршка за осудените за 27 април. Регионалниот центар за средно стручно образование Ванчо Питошевски од Охрид од 28 септември до 1 октомври ќе биде домаќин на 11-тиот поред меѓународен надпревар на ученици од угостителски и туристички училишта ГАТУС 2023. Ти учествуваат вкупно 15 училишта со околу 200 ученици од земји настанати од поранешната Југословенска федерација, како Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Република Српска, Србија, Црна Гора и Македонија. Учениците ќе се надпреваруваат во дисциплините угостителско послужување и подготовка на туристички аранжман со посебен нагласок на планинскиот рурален туризам. На најдобрите и највештите учесници, ученици и ментори ќе им бидат доделени златни и сребрени признанија, информираат од училиштето.
Порака Нова организираше пак завршна конференција во рамки на проектот Стоп за дискриминација на лицата со попреченост. На настанот беше презентирана анализа и од истражувањето за намалување на дискриминацијата на лицата со попреченост, како и панел дискусија меѓу младите стручни лица и представниците на образовните институции. Порака Нова организираше завршна конференција во рамки на проектот Стоп за дискриминација за лицата со попреченост. Како врсничката едукација може да помогне во намалувањето на дискриминацијата, предизвици со кои се соочуваат личните асистенти, како да се намали дискриминацијата и многу други прашања за инклузија на лицата со попреченост и намалување на дискриминацијата на истите се адресираа на завршната конференција што се одржа во рамки на проектот Стоп за дискриминација за лицата со попреченост. На настанот беше организирана панел дискусија и презентација на добиените резултати од спроведената анкета. Во рамки на проектот се спроведоа неколку едукативни работилници, како и врснички едукации во основните и средните училишта во Битола, на кои учество земаа над 200 млади. Целта на овој проект е да ја подигне свеста за постоењето на дискриминација во сите животни сфери од нашето општество и укажува на регулативите кои помагаат таа да се намалува во иднина. Проектот е поддржан преку мали грантови од програмата за антидискриминација на Македонскиот центар за меѓународна соработка, финансиран од Европската унија, а спроведуван од Порака Нова во соработка со ИМКМК. Синоќа во 20 часот и 35 минути на улицата Аба Семин во Охрид, полициски службеници од СВР Охрид го лишиле од слобода лицето НР 39 годишно од Охрид. Околу 20 часот и 20 минути во казино на истата улица, тој се однесувал агресивно. Историл бензин и се обидел да предизвика пожар, но бил спречен од вработените и од собственикот. НР бил задржан во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава, информираат од СВР Охрид. Во продолжение вестите од светот. Синоќа во Нагорно Карабах сепаратистичките власти известија за експлозија на складиште за гориво и побараа помош однадвор за справување со катастрофата. По последните информации, во експлозијата загинале најмалку 20 лица, повеќе од 200 се повредени, а бројот на повредени по експлозијата на складиштето за гориво може да надмине и 200, бидејќи повеќе од повредените се во сериозна и многу сериозна состојба, изјави на социјалните мрежи офицер за човекови права на самопрогласената република. Екзодусот на илјадници ерменци од Нагорно Карабах продолжува и денес една недела по брзата инвазија на Азербеџан на оваа кавказка енклава, претежно населена со ерменци. За денес Брисел закажа средба на представниците на двете страни. На социјалните мрежи почна да се шири видео на украински подводен камиказа дрон. Според видеото објавено на интернет, Маричка е црн подводен дрон долг 6 метри со домет од 1000 километри. Станува збор за саморазвиен систем од инженери волонтери по цена од $433,000. Може да извршува напади, да прави транспорт или да врши извидувачки мисии. Маричка се очекува да се користи во операции против руската црноморска флота. 8 лица загинаа, тројца се повредени по невообичаено обилните дождови предизвикани излевање на река на мексиканската држава Халиско, а типичните врнежи целосно уништија 4 куќи, а 50 пријавија штета, изјави локалниот функционер. Тој рече дека локалните власти соработуваат со федералната влада за прогласување вонредна состојба и добили информација дека река поплавила подрачје во 7 часот и 20 минути, а во операцијата учествувале повеќе од 100 припадници на спасувачките служби. Во исто време, властите во Гватемала соопштија дека 6 лица загинале во понеделникот само откако река се излеала од коритата поради обилните дождови кои ја погодија ова централноамериканска земја во неделата. Лав напад на тренер за време на настап во Кина. Шокантното видео е снимено на северот на Кина во градот Донгнинг во момент кога лав напаѓа тренер за време на настап. Инцидентот се случил на 22 септември пред уплашена публика, но жртви немало. Лавот прво скокнал на скротувачот кој успеал да го избегне смртоносниот напад и да се засолни на безбедно место. Публиката била уплашена, почнала да вреска и ја следела сцената. Ден подоцна градоначалникот на Донгнинг открил
тврдел дека лавот не го каснал тренерот, туку дека човекот се здобил со повреди на раката. Додаде дека циркузот има дозвола за настап во нивната област, а медиумот подсетува дека животните нашле излез од кафезот и предизвикале вистинско стампедо во публиката. Тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ за денес. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Пријатно!